Денеска се чествува празникот по повод светецот Свети Архангел Михаил. Денеска е Свети Архангел Михаил, војсководецот на небесните сили. Имено, уште во старо време од Стариот Завет имаме сведоштва на јавување на ангели на луѓето, на царевите, на патриарсите и така натаму. Ангелските чинови во старо време имало и недоразбирање дали едни ги сметале за богови, едни ги сметали за создатели на светот, но папата Силвестер на првиот Лаодикиски собор, помесен, кој се одржал неколку години пред првиот Вселенски собор, заедно со Диониси Ареопагит, ученик на свети апостол Павле, ги утврдиле вистинското и правилно почитување на ангелите. Имено постојат 9 ангелски чинови кои се од поголем кон помал, со совршена љубов, со совршено послушание на помалите кон повисоките чинови, а сите заедно совршено послушание кон Божјата волја. Имено кога Луцифер отпаднал и со себе повлекол дел од ангелите, Светиот Архангел Михаил застанал и извикал да застанеме добро, да внимаваме со страв Божи. Сите ангелски чинови кои останале неповлечени од Луцифер, почнале да ја пеат песната Свет, свет, свете Господ, но во височините благословен и земјата и небесата се полни со неговата волја. Така овие ангели се утврдиле во добро, а оние отпаднатите се утврдиле во зло. Светиот Архангел Михаил уште се црта со копје во рака и како го турка Луцифер, бидејќи тој е војсководачот на небесните сили. Додека пак Архангел Гаврил, тој е пак благовестител и од Бога секогаш е праќан да благовести за некој настан, како што е воплотувањето на Христа и така натаму. Другите 9 ангелски чинови се херувими, серафими, престоли, господства, началства, власти, рековме и ангели и архангели. Тоа се слави во ноември, бидејќи според учењето на црквата ноември е 9-тиот месец од март, а март пак според учењето на црквата е месецот кога бил создаден светот и духовниот и видливиот. И затоа во чест на 9 ангелски чинови токму овој ден се прославува во 9-тиот месец после месецот март. Така утврдила Светата православна црква, така и ќе биде и во иднина.